професорката Елена Атанаскова Петров, таа ни доаѓа од факултетот за ветеринарна медицина и токму за професијата ветеринар ќе дознаеме повеќе во продолжение. Добро утро, официјално. Добро утро, благодарам на поканата. Професорке, каков е односот на луѓето кон домашните миленици? Стана ли тренд да имаш домашен миленик? Да, во последно време, како насекаде во светот, така и кај нас, се повеќе стана популарно да се вдоми некаков тип на миленик. Тоа го гледам од аспект дека милениците сами по себе придонесуваат многу во подобрување на благосостојбата во домот, во среќата, помагаат во социјализацијата, носат една позитивна енергија, па така и се повеќе собственици одлучуваат да вдомат миленик. Со какви предизвици се соочувате вие како ветеринари? Да, во ветеринарната професија има доста предизвици. Како број еден би издвоила тоа што нашите пациенти не можат да изговорат и да разговарат со нас и да ни кажат што точно им се случува, па мораме ние да се потрудиме малку повеќе за разлика од хуманите доктори во поставувањето на дијагнозата. Друг предизвик со кој што се среќаваме во моментите кога треба да соопштиме некоја лоша вест, особено кога имаме тешко болен миленик и треба да го соопштиме тоа кон собственикот и да се справиме со сите тие емоции кои што следуваат. И можеби трет предизвик би била и самата едукација на собствениците. Често пати не се доволно едуцирани или се погрешно едуцирани благодарение на достапноста на социјални мрежи, несоодветни извори на информации и слично. А ќе се согласите дека поради тоа што стана тренд некако се зема миленик, па потоа се интересираат собствениците? Што значи грижата, што значи негата, што значи чувањето на миленик? Да, апсолутно препорака за секој кој што сака да вдоми и одлучува да земе било какво животно како миленик, би требало прво да се информира во однос на потребите на миленикот и што се треба да биде спремен да обезбеди, затоа што тоа и подразбира одговорно собствеништво, односно да знае кои се потребите на неговиот миленик за да може соодветно да се грижи за него и да одлучи дали е спремен да ја прифати таа обврска за да подоцна немаме немили случаи како оставање на миленикот на улица или занемарување во грижата, што за жал е честа појава. Добро, што треба да знае се еден собственик на миленик или еден собственик на миленик во превентивната грижа? Што опфаќа таа превентивна грижа? Апсолутно. Прво, покрај тоа што треба да ги знае потребите на миленикот, која е соодветната исхрана која што треба да ја обезбеди, треба да биде запознаен и со превентивните вакцинации кои што треба да ги прими кучето, мачето или било кој. Кои се тие се што треба да ги прими? Треба прво да прими заштитни вакцини кои што се примаат особено се значајни во текот на растот на животното, кои што се примаат за да се обезбеди заштита на одредени заразни заболувања кои што можат да бидат фатални за миленикот доколку се зарази. Така што таа превентива е многу значајна и она законски пропишана превентива вакцинација за беснило. Тоа секоја година е вакцинација за беснило? Да. Секоја година е обврска на собственикот да аплицира вакцинација, да го посети ветеринарот и да аплицира. Понатаму исто така и паразитарната заштита е многу значајна. Значи, ние сме подрачје каде што имаме доста и ендо и ектопаразити. Како се прави таа заштита? Па сега имаме веќе комерцијално достапни различни производи во форма на каивчиња, ампули, таблетарно, така што може собственикот да во консултација со ветеринарот го одбере најдоброто за неговиот миленик и секако исхраната, како и потребата на миленикот за дополнителни прегледи, да биде свесен кога нешто ќе се случи со неговото милениче, да на време реагира, да превземе, да добие помош од ветеринар. Споменавме одговорен собственик, па што значи одговорно собствеништво?
Апсолутно, одговорно сопствеништво ги опфаќа токму сите овие и превентивни мерки кои што ги споменавме, обезбедување на соодветна исхрана на животното, при што во последно време се повеќе се прехранети домашните миленици или добиваат храна која што не е за нивна употреба, па се среќаваме со појава на гојазност. Одговорен собственик исто така треба да се погрижи и за физичката активност на животното и да посвети внимание на неговата благосостојба во смисла да обезбеди доволно прошетки, социјализација соодветна, да животното биде среќно. Сега споменавте животното да биде среќно и задоволно. Вие, вашите пациенти не зборуваат, па како вие препознавате кога некој од домашните миленици се среќни, се задоволни, гледате дека се посветува внимание, дека сепак имаме од другата страна одговорен собственик. Како го препознавате тоа? Па, среќен миленик, уште по влегувањето во амбуланта можеме да забележиме каква е неговата целокупна состојба, каков е квалитетот на крзната, например, како е расположението кај куќето, ако е расположено ќе мафта со опавче, ќе биде дружелюбиво, ќе сака да контактира со луѓе, ако е соодветно социјализирано. Мачката кога е среќна и смирена, обично е преде или вокализира, сака да се гали, повторно квалитетот на изгледот на влакното, свежината целокупна кај животното може веднаш да процениме дали е соодветно негувано и чувано. Знам често да прочитам дека животните се смеат. Па да. Особено некои раси на кучиња баш даваат таква експресија. Експресија дека се смеат. На насмевка. Да, на насмевка, да. Ќе го продолжиме разговорот. Тука сте заедно со нас во студиото е професор Елена Атанаскова Петров од Факултетот за ветеринарна медицина. Но на оваа тема ме подкрепува со информации колешката Анита Никушева Јованчев. Таа разговара токму кога е во прашање превентивната грижа, нега на милениците, всушност таа значи здравје и благосостојба за нив, што се треба да знаеме како одговорни сопственици. Ани, вниманието е кај тебе. Добро утро, повели. Добро утро, Јована, поздрав до тебе и до нашите гледачи. Тема на која што зборуваме во текот на целата година, меѓутоа сега ставаме акцент. Актуелни се оние болви, крлежи во овој период, започнува пролета. На оваа тема утрово разговарам со Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Добро утро. Добро утро. Како сме утрово? Одлично, разбудени, свежи и спремни за да го почнеме денот. Да, зборуваме секогаш на оваа тема, меѓутоа ете, сега сме во едно зеленило позади нас, ги шитаме многу често домашните миленици. Како да ги заштитиме? Како да бидеме одговорни сопственици? Да. Значи, за домашните миленици да ги заштитиме, треба да знаеме дека кај нас во ова поднебје паразитите на дворешни, всушност најчесто сретнувани се болви и крлежи, ги има дури и целогодишно. Болвите задолжително ги има целогодишно, крлежите веќе се појавуваат можеби и сезонски во потоплиот денот, во потоплиот период од годината. За болвите и за домашните животни и за крлежите треба да знаеме дека нашите домашни животни кои што влегуваат и дома и се во нашиот двор треба целогодишно да бидат заштитени за да ние бидеме раат буквално, затоа што болвите и една болва да донесеме и ние може дома кога ќе галиме некој куќе и надвори кај пријатели така натаму, тоа може да се насели во нашиот дом, да се репродуцира самостојно преку нашиот миленик кој што представува за него извор на храна и на удобни услови за тоа да се размножува и од тука натаму да имаме проблем доколку не го третираме како што треба миленикот со третман за надворешни паразити. Сепак мислам дека убаво да ставиме фокус и на животните, но и на нас, луѓето, затоа што да знаеме прво ние не сме природни домаќини на паразитите. Животните, мачка, куче се поголеми или подобри домаќини, затоа секогаш тие паразити прво гравитираат кон нив затоа што имаат малце повисока температура телесна, а крлежите сакаат потопло место. Во секој случај природно ќе одат кон нив, но може да стигнат и до кај нас. Може да предизвикаат кај животните и алергиски реакции и заразни болести, кои што ги прелесуваат и болвите и крлежите.
затоа треба да бидат заштитени, но сепак тие паразити доколку полазат по нас и доколку дојдат во контакт со нашиот организам, може да предизвикаат и определени болести кај нас луѓето и затоа треба навистина да бидеме опрезни како кон животните, така и кон нас и да се заштитиме самите ние. Ставаме ампули на домашните миленици, ги ставаме оние каивчиња популарни. На колку време треба да се променуваат? Да, има различни типови на препарати во различни форми, односно генерално се 3 форми. Едната форма се оние ампули, да речеме, кои што се во како густа течност која се става директно на кожата. Вториот тип е каивчиња и третиот тип е као еден вид на вкусени карамели. Обично ампулите се горе-доле 1 месец траат. Каивчињата во зависност од каивчето зборуваме за оние кои што се квалитетни, кои што се произведени и одобрени за таа намена. Не зборуваме за оние биокаивчиња кои што не секогаш имаат полноцен ефект. Тие траат горе-доле 4 месеци до 8 месеци во зависност од производителот и се водат исто така и за водоотпорни и за репелентни. Односно прво ги бркаат, односно не представуваат организмот, го представуваат кон паразитите како неприемчив, а веќе ако има некој поупорен, да речеме, паразит, во таков случај веќе делуваат исто како и ампулите. Овие што се во вид на карамели, односно се вкусени апчиња, тие имаат состојки кои што делуваат по крвен пат. Тие всушност се конзумираат и активната состојка циркулира внатре во организмот. Така што тие се трите типови на препарати со кои што можеме ние да се ги заштитиме. Има и комбинации во секој случај, има на пример ампули кои што делуваат и за надворешни и за внатрешни паразити, има карамели кои што делуваат и за надворешни и за внатрешни паразити. Така што во зависност од потребата на собственикот, активноста, дали оди многу во природа, дали животното излегува од дома често, дали се движи некаде кај што има високи треви, дали влегува во вода, дали често се бања и така натаму, може собственикот да се избере препарат кој што не е најдобро за неговиот миленик и начинот на живот на миленикот. Зеленилото привлечно за луѓето, меѓутоа и за милениците, ги споменавте и вие високите треви, ги имаме низ градов. Да. Како да реагираме во момент затоа што милениците пак ги сакаат од друга страна? Да. Треба да кажеме дека прво оваа зима беше доста топличка, односно немавме толку големи амплитуди на движење, што значи дека на температурата, што значи дека паразитите доста порано излегоа. Сега овие 2-3 недели што ни се поладни, тоа е, да речем, многу мал сегмент, ама претходно знаеме дека имаше доста топло време и веќе се појавија и крлежите всушност. Кај нас во амбуланта имавме доста животни и со крлежи. Сега моментов малце спласнаа крлежите, но боловите се постојано тука. Како да се заштитиме, односно, кога одиме во природа, во секој случај треба да одиме со да речеме панталони и така натаму или високи чорапи, за да не дојдат крлежите директно во контакт со нашата кожа. Кога ќе дојдеме дома треба да се провериме, да се истресеме, да не сме донеле некој паразит дома. Во секој случај кога одиме по паркови, како што тука има една мала зелена површина, треба да го пуштаме миленикот таму кај што се искосени површините, исто така ако имаме дворови дома, расчистете ги од ѓубришта, расчистете ги од места каде што има наталожени дрва, гранки и така натаму, искосете го дворот, затоа што на пониска трева многу помал број на паразити се заштитуваат, а тие обично одат на места каде што има купишта на гранки, поголема влажност, места каде што ќе бидат, да речеме, со подобри услови за нив за размножување. Во секој случај, луѓето што имаат дворови, веќе се предлагаат и средства за прскање на дворовите со цел да се заштитат од надворешни паразити. Треба да знаеме кога ќе прскаме со такви средства, ако имаме во близина пчели, пчелни семејства, во секој случај многу внимателно со тие препарати или да бидеме во договор со пчеларот кога ние ќе испрскаме, кога тој ќе ги пушти пчелите за да не направиме дополнителна штета. И еден голем апел до градските власти задолжително да ги искосат тревните површини. Луѓето сега се стоплува времето, излегуваме сите надвор и со мелениците и самостојно во природа. Навистина може да има непријатност ако донесеме паразити дома и она што е годишното задолжителното третирање за паразити, нели авионското прскање, треба веше конечно време општините да си го земат здраво за готово и да не заштитат не само од болови и крлежи, но тука доаѓа и онаа песочна мушичка која што покрај комарците, нели? Ние се викаме прскаат за комарци, не е за комарци, за многу инсектија. И тука е онаа песочна мушичка која што ја пренесува лешманиозата и навистина дел од начинот како да се спречи ширењето таа болест е
третирањето со векторот, а тоа е песочната мушичка, она што е да речеме во државата општо земено кучињата улични го ја шират таа болест и лешманиозно куче треба задолжително да се евтаназира, значи никаде во светот тоа не се препорачува, освен кај нас. Треба да се бориме со векторот, не со кучето како еден од резерварите. Значи, ова е тема која што навистина треба да се зборува. Само на крај да заокружиме. Секогаш што да се побара од својот, ќе го речеме во наводници, меѓутоа матичен ветеринарен доктор. Да. Задолжително, ако има крлеш, ако вие не сте стручни тоа да го направите, отидете на матичен ветеринар. Исто важи и за нас луѓето, ако ни се закачи паразит, немојте сами да го отстранувате, поготово крлешот, затоа што одете на доктор за да биде отстранет правилно. Благодарам многу на благодарам на вас. Студио. Ани, благодариме. Благодариме. Со професорката коментиравме, всушност дел од вашиот разговор е комплетна подкрепа за она што го зборувавме ние, за грижата, за негата, всушност колку е важна таа за благосостојбата на домашните миленици. И сега кога сме веќе кај оваа тема, кои грешки најчесто ги прават сопствениците кон домашните миленици? Благодарам. Интересно прашање за кое што треба да се посвети внимание. Најчести грешки, веќе споменав неколку пати, исхраната. Често пати не се одбира соодветна храна за миленикот или се нуди храна која што е зачината, која што не би требало да ја добива сопственикот. Од домашната храна, остатоци од маса, затоа што кучето или мачето моли, или ве гледа додека јадете и да успева да се измоли за меѓутоа таа храна може да им направи штета во смисла воспаление на желудник, црева, па да добијат некои повраќања, диареи што или некоја алергиска реакција, така што не би требало да добиваат приготвена храна за човечка употреба. Количината на храната исто така често знаат сопствениците да претераат во хранењето на миленикот, па да имаме прекумерна тежина која што понатаму може да доведе и до голем број заболувања. Друго е занемарување на моментот на социализација на миленикот. Што значи тоа социализација на миленик? Тоа значи дека треба да се посвети внимание доволно на миленикот, да се дружиме со миленикот, да преку игри, преку милување, понатаму со редовни прошетки, да возможиме контакт на миленикот со други. Од истиот вид, ако е кучен или во прошетка, во паркови за кучиња, за да може да има социализација подобра, да се дружи самото куче. Исто тоа посветување на внимание на миленикот, ние спречуваме понатаму некои несакани, развивање на некои несакани карактеристики како агресија, например. За кусо ќе направиме пауза, имам уште две прашања од вас. Сакам да ја погледнеме анкетата на Тијана Петерски, која што ги праша граѓаните дали чуваат домашен миленик и дали тоа стана тренд во денешно време и колку при тоа се одговорни сопственици. Миленичињата се дел од нашето секојдневие, а се почесто тие стануваат и дел од нашето семејство. Колку скопјани чуваат миленичиња и зашто најмногу тие се грижат? Животните се нешто најубаво што можат да го направат радосен човекот. Моите внуци чуваат миленичиња. Многу позитивно делуваат кучињата на нив. Мојата внука вика, бабо, толку сум пресрекна кога ми го зедоа миленичето и внуците исто, така да стварно кучињата се благодет за човекот. Животно нешто позитивно делува на човекот. Па зависи, ако имаш услови, нормално дека јас сум љубител на животни, имам и дома имам. Чувам 2 миленичиња, имам куче и маче. Зависи од човекот дали треба да се чуваат или не. Имате ли доволно време за да им посветите на миленичето? Ние сме пензионери, имаме доволно време. Сега за помладите и да земат дома да чуват, ги остават на постарите. Па за мачката поише него за кучето, ама мајка ми се грижи за кучето, така да окей. Која е разликата до врската помеѓу мачката и кучето? Кучето треба да се шета. Ја немам, зафатен сум, ако сум стар, полно е времето. Дали луѓето кои што чуваат дома миленичиња мислите дека доволно им посветуваат внимание колку што е потребно? Па, мислам дека посветуваат.
Трошок е прво. Голем трошок. Козметика, храна, али љубовта е голема. Дали можеме да го рачунаме како дел од нашето семејство, да го прифатиме како член на семејството? Може да го прифатиме како член, ама треба да се грижиме. Они сакаат грижа, не сака да го земеш куќето па да го затвориш. Гревота и тоа си бара друштво. И оно сака да се прошате, оно сака меѓу луѓе, меѓу животни. А да го земеш, да го затвориш е голема грев. Чувањето на миленичиња е одговорност и треба да се нафатиме на таа одговорност само доколку сме спремни и можеме да им ја дадеме вистинската љубов, внимание и грижа кои што тие ја заслужуваат. Да, разговараме со професор Елена Атанаскова Петров од Факултетот за ветеринарна медицина. Имате ли некоја приказна со миленик која што би ја споделиле со нас, некоја интересна? Да. Некој ви прозборел миленик? Да. За жал се уште не. Да. Многу би биле среќни кога би успеале да најдеме заеднички јазик со нашите пациенти. Иако во моментот не чувам миленик, во моето детство постојано бев обкружена најмалку со една маче и едно куче. И секогаш кога имате миленик дома има некоја интересна ситуација. Еве можеби случајот кога мојот мачор Лео, прекрасен сијамец, прилично пребирлив во однос на исхраната. На ден пред мојот роден ден, кога мајка ми подготвуваше торта, ја имаше ставено да се лади. Лео, кој што инаку не јадеше ништо друго освен неговата мачешка храна, реши да ја проба тортата, па така им бевме во тортата. И ја изгрицка на неколку места, па мораше да се повтори процедурата на подготовка на тортата од почеток. Добро, мачињата се посебна категорија, мислам дека, да. Ти си доста, чинам дека специфични. Да, имаат свој карактер. Да, имаат карактер, иако и кучињата имаат карактер. Да, но мачињата мислам дека се посебни. Така знаат, имаат посебни моки, би рекла. Да. Добро, ајде, за она што зборувавме за вашата професија, за ветеринарната струка, да заокружиме, зошто е толку голем интересот во ветеринарната струка и сите можности кои што ги имате вие на ветеринарен факултет, токму за ветеринар и за отворање на, да речеме, можеби своја, можеби еве како вас, да работите во ветеринарната болница при факултетот, што е, да работите со домашни миленици, кога има толку многу и други дополнителни аспекти. Да, се уште најпопуларен сегмент од ветеринарната медицина е грижата за милениците и најголем број од нашите студенти се запишуваат со таа идеја да, ако по дипломирањето работат во областа грижа за домашни миленици, може би поради трендот на се повеќе земање и чување на домашни миленици, но и целокупниот напредок на професијата во таа област има многу можности за специјализација, понатаму ако се посветат во одредена област, нели и од финансиски аспект да бидат добро обезбедени, но и тука е оној емотивен момент кога го гледате задоволството кај сопственикот и кај миленикот откако сте завршиле добра работа. Но не треба да се занемарат и другите сегменти од ветеринарната медицина. Навистина имаме професија која што е толку широка, хумана, што сметам дека и неопходна во целокупната и животинска, но и заштита и здравје на луѓето. Така што би требало, еве апел и до идните студенти да се да пробаат да се насочат и кон останатите сегменти од ветеринарната медицина, навистина сигурно ќе имаат успех. Сега се уписите во тек. Така, колку години е факултетот? 6 години во моментот. 6 години. Со тоа што последната година ми е практично пракса. Да, а во текот на учењето на тие 6 години, колку е застапена и праксата? Рамномерно?
Да, веќе од по завршувањето на слушањето на предклиничките предмети почнуваат со клинички предмети, тоа подразбира и веднаш пракса. Во текот и на почетните години имаат можност да студентите посетат и ветеринарни болници и фарми, така што би рекла веднаш имаат можност да се насочат кон нивниот интерес. Да, праксата си го прави своето. Благодариме за гостувањето денеска. Ви благодарам. Посакувам да си ја работата со љубов, онака како што гледам дека го правите тоа. Нема ништо поубаво кога работата ви исполнува и го правите тоа што на вистина го сакате. Благодарам на поканата.